Здраво и добро уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за спонтани мутации, и тоа се едноставно мутации кои настануваат сами од себе. И вакви се отприлика 20% од мутациите, да збираме малце. Значи 20% од мутациите се од најчесто спонтани мутации, односно мутации кои настануваат едноставно кои произлегуваат од самата хемија, односно физика на структурата на ДНК и на процесот на создавање на ДНК. Значи тие се на некој си начин неизбежни. Сега, имаме 4 главни типа на кои настануваат спонтани мутации. Значи тоа се таутомерија, депуринација, деаминација и оксидативно оштетување. Значи тие се 4 главни начини на кои настануваат спонтани мутации, значи сами од себе, од самата хемиска природа на ДНК молекулата. И првото кој ќе го разгледуваме е таутомерија. Сега тука видиме што е всушност таутомерија, ќе извадиме една слика. Едноставно во самата ДНК самите азотни бази поради самата природа на хемиското соединение може да преминуваат помеѓу нивната кето или енолна форма, и тоа важи за тимин и гуанин, односно овие две, значи тимин и гуанин, вака ги брежиме Т и Г. Значи, ајде дека зумираме. Значи, тие може да се наоѓаат во својата, најчесто се наоѓаат во нивната кето форма, како што е правилна, но самата природа на соединението там може да се менува. Значи, ова често го сретнуваме во органска хемија, која ќе направам видео за органска хемија ќе збориме. Едноставно гледате, водород може да биде или таму или да иде вдека кај кислород, да се прикачи и да се добие неговата енолна форма. Така. Сега, добро, ајде, ги имаме овие кето форма и енолна форма, а за цитозин, и за аденин, за цитозин и аденин, да ги вежеме С и А, имаме разлика помеѓу нивната амино и нивната имино форма. Сега, најчесто они си се наоѓаат во оваа форма како што е на левата страна, така, значи нивната кето или нивната амино форма. Но кога ќе се наруши балансот помеѓу нивните кето, енолни или амино, имино форми, може да дојде до погрешно спарување. Односно спарување кој стапува надвор од Вотсон-Криковото спарување, и поради тоа може да дојде до нефункционален базен пар. Така, например, си имаш А, Т, 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 Г, Г. И сега од другата страна би требало да биде, нели дека Т, А, С, С. Така, значи ова произлегува од нормалното спарување, што би било на овој начин. Така, имаме тука една слика. И вака, значи тоа е нормалното спарување. Тимин си иде, значи тимин иде со аденин и цитозин иде со гуанин. Така, тоа што го направивме овдека горе. Сега, можеме да видиме при алтернативно нелегитимно спарување на базите поради присуство на овие енолни или иминоформи, тиминот може да се спари со гуанин. Значи, тоа не би требало да биде така. Значи, ајде да земеме потенка стрелка. Значи, тимин може да се спари со гуанин, што не треба да е така, тука треба да има аденин. Така. Исто цитозин, значи цитозин може да се спари со аденин, што исто не треба да е така, тука треба да биде тимин. Имаме дека тимин добро може да се спари со гуанин, што е всушност истото со горното, така, исто со горното, само обратно. Во горниот случај имаме енолна форма гуанин, а овдека имаме енолна форма тимин. И овдека повторно, значи цитозин може да се спари со аденин. Значи, при нормално спарување, да земе со виолетова, имаме А со Т и Г со С. Додека при ненормално или нелегитимно, освен што ги имаме, нали, нормално имаме Т со Г и С со А, што отстапува. Значи, ова не е правилно. Добро, значи, тие се спонтаните мутации кои може да настанат едноставно поради самата природа на хемиското соединение. Сега ќе преминеме, значи тоа беше таутомерија. Сега ќе идеме на депуринација. Значи второ е депуринација. Сега депуринација е многу интересно, каде што дека ќе оставиме депуринација. Знаеме дека имаме, нели, шекер, ќе направиме шекер. И овдека на шекерот да речеме дека е прикачена азотната база. Така, азотна база. И сега таму може да биде пуринска или пиримидин. Сега, при депуринација, всушност, овдека, ајва ќе направиме и фосфород.
Така тука имаме фосфор, добро дека се прикачува со јаглерод, ама не е битно. При depurinacija всушност се крати оваа гликозидна врска, каде што се поврзува азотната база со шеќерот, во овој случај деоксирибозата, бидејќи збориме за ДНА, и при тоа се откачува оваа азотна база. Ама ова се случува само кај пуринските азотни бази. А пурински беа, кој беа пурински? Значи пурински тоа е, значи мало име, значи беа тие со поголемата хемиска формула, значи тоа беа аденин и гуанин. Значи при depurinacija се отстрануваат аденин и гуанин од шеќерот, се кинува гликозидна врска. Сега интересното е што кога ќе остане такво празно место, ДНА полимеразата на спортивната верига не знае што да додаде кога ќе се одвија репликација, бидејќи ќе има празно место, ќе фали азотна база. Едноставно, како што ева ќе земеме со фиолетово боја, ќе направиме двете вериги. И сега како што си стојат азотните бази, така едната се отстранила, да речеме оваа вдека фали, така вдека значи фали се азотна база, бидејќи таа била некоја си пуринска и се отстранила со depurinacija. И сега кога оваа верига, значи да, ќе земеме се со жолта боја, ќе отиде и ќе треба да се направи реплика од незе, така, значи ќе дојде тука репликата ќе се прави, овдека речеме дека е оригиналната. И сега овдека ќе не знае што да стаи, бидејќи овде фали пуринската база. Така, значи овде си има, ама овдека фали и сега не може да се одвива процесот на репликација. И за ова најчесто да не се случува, има реперацијски системи, значи има ензими кои ќе го скратат овој цел дел и ќе додадат цел нов дел. Бидејќи не може само да додадат азотна база, мора целиот нуклеотид да го отстранат и така. Ама главно и ова може да предизвика проблеми, особено ако се изгубат многу пурински бази, каде што не може да се надокнадат со овој ДНА реперацијски систем. И пресметано е дека се губат околу, што е навистина голема број, 10.000, значи 10.000, 10К ќе ставам, 10.000 пурински бази од ДНА во тек на 20 минути при температура од 37 степени Целзиусови. Значи 37 е твојата температура. Сега нормално која е ДНА која е внатре у клетки, таа е стабилизирана, има хистон, има други протеини, пажливо е, но ако извадиме надвор, како Петриевка или нешто, ја чуваме 20 минути на 37 степени, се губат од прилика 10.000 пурински азотни бази. Што добро, сега збориме 10.000 во однос на тоа колку всушност има, тоа не е некој си голем број, бидејќи нели он има системи на репарација, но ако се зголеми овој број, поради некои си X причини, може да предизвикат овие мутации, така проблеми кои нема да бидат поправени. Нареден вид на спонтани мутации е деаминација. Каде што всушност, да отидеме овде уште подоле, тоа се случува кај цитозинот, каде што всушност се губи оваа тука аминогрупа, гледаме, значи се губи, станува кетогрупа и цитозинот всушност се однесува како урацил, а урацилот, бидејќи цитозин нормално нели се врзува со гуанин, ама урацилот си се врзува со аденин. Така што кога ќе има репликација, едната од веригите ќе има погрешен базен пар. Така, на пример, ева каде земеме еден пример каде што си имаме една верига, имаме C, 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 G, G, A, нема врска, и другата верига нели ќе си биде G, 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 C, C, T. Така. И сега да речеме дека едното C, да речеме ова вдека првово, C-то стане во U на некој начин, така да се промени. Сега на почеток ќе си остане тоа врзано со G на некој си начин, но кога ќе се реплицира, да речеме оваа верига, така оваа верига ќе ја тргнеме на страна и оваа другата верига исто ќе ја тргнеме на страна. Сега, оваа портокаловата верига всушност ќе биде U, C, C, G, т.т. натаму, така? А оваа ќе си остане нормално како што си била. G, 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 C, C, T. Сега, кога ќе се направи комплементарната на оваа сината, така ќе си биде правилно, така ќе се добие C, 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 ќе биде G, G, A. Што ова жолтото значи ќе биде како што треба да биде портокаловото, така ќе се биде правилно. Значи ќе се добие една ДНА молекула која ќе биде нормална, но оваа другата ДНА молекула, всушност што ќе се добие? Ајде да направиме со зелена боја. Овдека сега кај уто ќе се спари со А.
и ова ќе си остане надоле нормално, така G, G, C и така натаму. И сега всушност имаме промена, овдека имаме една транзиција, каде што од GC, така, значи претходно сме имале GC, сега имаме AU, односно AT, тоа понатаму ќе стане AT. И ова беше транзиција. Добро, значи како една сумација, C поради дезаминација ќе премине во урацил, но тоа ќе си остане така во таа ДНК молекула, но после во репликација едната ДНК молекула, како што видовме овдека, ќе има всушност на тоа место промена во тој базен пар, другата ДНК молекула ќе си остане нормална, бидејќи од таа синава верига немало никаква промена, така таа репликација ќе се одвива нормално, додека оваа со портокаловата верига ќе има промена и всушност настанала мутација во оваа овдека ДНК. Така, оваа клетка што ќе добие оваа ДНК, што бележи со бело, ќе има мутација, така точкаста мутација, замена на базен пар на оваа си локација. И последниот тип на спонтани мутации за кој ќе спомнеме е оксидативно оштетување. Што всушност, како имаме место тука. Оксидативно оштетување настанува поради присуство на некои си слободни радикали, најчесто тие кои потекнуваат од процесот на оксидативна фосфорилација кој се одвива во митохондриите. Сега не знам колку знаете, но како што си имаме митохондри, имаме внатрешна мембрана и сега на ниво на внатрешната мембрана на митохондриите имаме цел комплекс од протеини, каде што, како ќе направам мембраната, поминуваат протони, сега нема да навлегуваме многу, поминуваат протони, тоа прави АТП, значи овдека исто се прави, значи малку се прави АТП, но овие протони се врзуваат понатаму со кислород. Така и треба да направат, во нормални случаи треба ова да направи, всушност вода, така H2O. Сега, бидејќи се врши еден вид редукција на кислород, секогаш може да биде нецелосно, овој процес не се одвија правилно, има многу работи кај што на некој начин наводници може да тргнат наопаку, така што се добиваат слободни оксидативни радикали, како што се, како ќе направиме, кислород, кој ќе бележи како со еден слободен електрон, може да настане водороден пероксид, кој е штетен за клетката, мислам врз него действуваат каталази, може да се направи ОХ со електрон, односно хидроксилен радикал. И поентата е сите овие и многу други кои може да се внесат во метаболизмот, може да влијаат врз азотните бази и при тоа да влијаат односно врз ДНК и со тоа да се направи мутација. Така врз некој базен пар. Еден чест пример е гуанинот кој преминува во 8-хидроксигуанин. Така гледаме дека има повеќе промени. Овдека, ова е сега заменето со ОХ. Овдека сега имаме Х, а тука немаме двојна врска. Така, овдека имаме сега двојно О. И така. Значи настануваат промени кои сега оваа азотна база не може правилно да се спари со другата азотна база и всушност настанува една мутација на тој базен пар која нормално зависно кај се наоѓа може да предизвика промени или не предизвика, така. Добро, тоа се четирите главни типа на кои може да настанат спонтани мутации, значи како што реков, спонтани мутации настануваат поради самата хемиска природа на соединението или пак некои внатрешни фактори кои може да действуваат од самата клетка. Значи таа аутомерија беше дисбаланс на помеѓу кетоенолна и аминоимино форма, депуринација односно губење на некоја си пуринска база, спонтано губење бидејќи се губи таа гликозидна врска. Деаминација беше кај што цитозин преминува во урацил, урацилот понатаму во наредната репликација всушност ќе направи ДНК која има всушност мутација. И оксидативно оштетување, каде што се оштетуваат азотните бази, односно се оштетува ДНК под дејство на слободни радикали кои произлегуваат од самата клетка. И добро, тоа беше се за ова видео. Се надевам дека научивте нешто ново. Значи ова беа спонтани мутации и наредно што ќе збориме е индуцирани мутации. Дојдување.